нашиот колекционерски свет нема граница, од 7 до 77, што би кажале ние. Едноставно тоа е, како да кажем, едноставно љуб спрема колички или автички, што викамо ми куманаци. На овој настан може да се види изложба на колички, изложба на винили и плочи и цртање на графити. Метално на овој настан има изложено 10 излагачи од цела Македонија. Имаме 20 представници од Охрид, од Битола, Прилеп, Кочани, Куманово, Скопје. Присуствувавме на настанот која се организираше во Девармало и така спонтано дојде логото на групава што е Дајкас клуб Куманово се направи со намера да се користат буквите од Бушева азбука и се нарекува и јас собирам автичики. Значи се искористија, си прашавме, добивме право за користење на тие букви и го направивме како бренд Бушева азбука и колекционерството од собирање колички. И во принцип кај нас колекционерите на автомобилчињата е колку е пореален моделот, толку е поценет и поубав и е посакуван да го имате во својата колекција. Понатака додаваме така наречени, американците го користат изразот диорами, ние си ги викаме на македонски макети, кој што се прави некоја мини сцена каде што се оживува самиот автомобил. И веќе добивате некоја реална приказна што ја гледате можеби во реалниот живот. Може тоа да си биде и некоја гаража си направите од со Photoshop со помош на сите тие алатки, ја си направите некоја мини сцена која што вас ве потсеќа од дете или некој убав настан што сте го имале. Имаме донесено и грамофонски плочи од секаков стил на музика, така да им прикажеме и на најмладите и на најстарите дека грамофонската плоча не е, како да кажам, изумрена, дека е уште активна, дека нема потреба од дигиталија, нема потреба слушање музика на интернет, туку физичко издание е уште активно присутно. А на графитот последна тематика се автичиња, затоа што таков е настанот. А иначе, кога ве прашање, ние немаме тематика, него секогаш имаме слобода од луѓето кои ни дозволуваат, например, од станарите или било каде да цртаме. Пошто веќе званично 7 години поред организираме графити фест Куманово и не научија луѓето и така да ја имаме потполна слобода од нивна страна кога станува збор за цртањето, бидејќи знаат дека ќе добијат некој уметничко дело.